Да, се враќаме во студиото со нашите гости. Пендаров, ја би ве прашал во однос на политиката на Бугарија, на Софија, кога зборуваме за овие историски работи до Втората светска војна, да речеме, тука официјална Софија ги користи тие аргументи за кои дебатираме веќе цело време, дека се изгеснувале како бугари, дека тоа е запишано и сето тоа, но кога зборуваме за самата Втора светска војна, тука веќе Бугарија има реален проблем кој се коси со официјалната светска историја, каде што Софија тврди дека тие не соработувале со фашистичка Германија, дека не биле тогаш профашистичка држава, дека тука не биле окупатори. Добро. Значи тоа е таа идеја за Мислам, тоа е веќе проблематично со официјалната историја. Тоа е проблематично. 44 година капитулира Бугарија, благодарејќи на Црвената армија, која по втор пат или по трет пат во историјата на бугарскиот народ им прави држава. Например, на планината Шипка и ден денес, кога идете, ќе го видите споменикот на рускиот војник. Која? Ова што го вели. А што кажа? Комунистичката окупација на Бугарија и на цела Источна Европа вели 3 пати друг некој им прави држава. И потоа се буни кога некој ќе рече дека Македонија е коминтерновска творба. Тоа е историско тврдење. Тоа е историски факт. Мислам, негов Тоа е историски факт. На планината Шипка има ли споменик на каква рускиот врска со војник? Црвената армија има таму? Не, викам со, реков Бугарија не русите. расчистила со комунизмот како што треба, но многу повеќе од Македонија завршила. И ден денеска, сега да не зборуваме некои работи, ден денеска КГБ, односно службите на денешна Русија, на денешна Русија работи ве работи како бабче у мај. Јас сум државјанин на Македонија, значи не сум југословен како вас, како што ви реков и минатиот пат. Југославија умре вашата, ја нема веќе. Комплексот не може. Добро, да, продолжите, значи, да. вам Југославија ви ја Да не направи правиме државата. некако многу за Југославија не дојде дебата, да. Значи, Да, тоа е Македонија и Бугарија за Југославија. Бугарите 45-та година Бугарите множина, ова е омраза. на мировната конференција во Париз, на која страна беа? На страната на победникот или на страната на Ама победникот? вие немавте партизанско Значи- движење, господине, овде. Како не ви е срам вака да зборувате? Па немаше партизанско движење, Сега овде да Тито дојде го некој- тврди некој тоа и затоа старите- го праќа Кој- темпо. Што збориш бе? Абе не лупај. Па самите документи Абе, на не Папа лупај, Југо Ве Ве молам, сте ве били молам, секојаш. ве молам, Затоа ве молам. сте, затоа сте Прва пратени светска војна сте биле на погрешна инструктори. страна. Ве молам, Втора дебатата светска Во Прва малку светска по- војна сте цело били- ВМРО се бори сте за биле на Бугарија. погрешна страна. Ве молам Цело само да се ВМРО и Речете му, 33.000 а ви доброволци идете од на Ужичка, Македонија. Да се држиме до нивото, ве и молам, палете да. му свеќа на Јосип Брос, што ви спаси 11 милиони Бугарија долари. се бори 46 против германските година. нацисти во крајниот Затоа во крајниот дел на војната. конференција бевте на Во крајниот и поразени. тука клучните битки дури за ослободување на Скопје ги води бугарската армија. А тоа што била претходно сојузник на нацистичка Германија, никој нормален не може да го брани. Извадеше Валтерот и ќе го пукаше Но човек. господине Канзуров, Па, се стигнува еве до на пример Бога ми, Захариева што го друго да ти спори, кажам? таа вели Значи, дека тоа кој не е дел? точно. Кажете, Уште кој нешто дел? само, Па уште дека нешто. Бугарија била Уште сојузник на нешто. нацистичка Се Германија. сеќавате на филмот Трето полувреме. Цитирајте ми го тој дел. Значи, Трето полувреме, се сеќавате. Да. И таму има уметничка слобода и оној возот што ги носи нашите евреите од Македонија што ги носи, става дека е бугарски воз, што не е точно. Што не е точно, они ги носат во Треблинка, ги носи германски воз, германски вагони. Да, ама и бугарите се побунија. И што е историски факт дека возот беше германски, односно вагоните. Арно ама, бугарите при тоа, како побичи, стално нешто лажат, извртуваат, Стално забораваат, македонски збор. забораваат. Да велите бугарите лажат, забораваат е омраза. Абе вие како сакаш навистина сте дека шовини. лажат и забораваат? Официјална бугарска политика, не е ти ко бугари, нели? Официјалната бугарска политика. Забораваат Членувајте ги зборовите. дека- На македонскиот јазик се членува. дека Добро, да не, Неофицијално. мислам да не влегуваме сега во јазикот. забораваат дека малку премногу германците одиме со заради дигресија. тоа Поради тоа е на македонски.
Добро, Не испраќаат знаете фактура поради и заради кога. и се испраќаат употреби. фактура и бугарите си ја плаќаат фактурата за направена услуга. Ама тоа никој не го Значи, спори. да. значи. Да, го спори Никој не го спори. И сега ќе ми кажеш Тоа дека не- бугарите не- биле се бореле против фашизмот. Да, ама овде Кој бре народот бугари? овде народот Кој бре бугари се народот, борел значи, против видете, фашизмот? 60 до 70% од администрацијата, војската и полицијата во Вардарска Македонија под бугарска власт за време на Втората светска војна се месни луѓе. Од тука. Ко Ѓузелов и Чкатров. Да. Значи, Првенци. сега одиме како, сега навлегуваме како во тој германско-полскиот спор, што е за Руско-полскиот. или руско-полскиот, каде што ние не може да се ослободиме ако веќе говориме сосема оправдано за лошото наследство од нацизмот и од тоа нацистичка Германија во Европа што го направи, вклучувајќи ја и вината на тие земји кои беа во тој сојуз на оската Германија, Јапонија, Италија, како и Бугарија до одреден период, тогаш зошто да не зборуваме населението на секоја територија кого поддржува? Значи, сега не може амнестија Добро, но да тоа се релативно. направи Реално, малку е- кога овде војската, полицијата, администрацијата е од самите македонци. Добро, но тоа е тука. релативно, Дури ние немаме- српските колонисти поголем проблем имаат од местното население. Немаме Вие што господине останале- Канзуров референдум од тоа време па да видиме колку тоа подржава. што Видете, има историчари кои го истражуваат Има. тоа. Бугарското мачење на Добро, кажете ми- Значење не е Не, не. македонско. Кажете ми Да, дали е- Бугарското мачење Се на Ама не, извинете, тоа е може- факт. Дали е Како проблем- факт? Нешто е факт. Тоа е Дали факт. е проблем? Факт е дека факт е се дека знам, а ја јас не изгубивте одговорив војната, на факт е прашањето. дека Да, да, да. 41-44 бевте Ама Македонија не фашизам. суштествувала тогаш како Факт е дека држава. елиминиравте 9000 Дали евреи. господине Канзуров Тоа се факти. е спорен терминот дека Бугарија била окупатор на оваа територија? Технички била окупатор на кралството Југославија и на кралството Грција. На Македонија не била окупатор, бидејќи Македонија не суштествувала како единица. А инаку прво неколку недели нацистичката армија е тука, потоа доаѓа бугарската војска на молба на самото население. Овде се создаваат акциони комитети О, море мајко. во кои учествува на пример дедото на Ганка Цветанова, бившата министерка за култура Спиро Китинчев. Да. Атанасовски нова исто прашање? Ако навлеземе длабоко во толкување на историските, да речеме, нерешени спорови, ние ја мислам дека уште толку ќе ги замрсиме. Јас се согласувам со вашата теза дека одреден дел, сега не можам во проценти тоа да го кажам како што вие велите 60-70, бидејќи е неверојатно од оваа дистанца само Не да се сакам докаже. името на македонскиот историчар Ако- да го ако- кажам, ако- кој тоа го има Окей, напишано и окей. обработен, за да Дури, нема непријатности, еве, ќе бидејќи си јас го дозволам да цитирам. спомнам, дури еден лик како Миленко Неделковски во неговите постови има кажано, несомнено е дека добар дел од населението во Вардарска Македонија го поддржува, он како што кажува, окупаторскиот бугарски фашистички цар и дека многу луѓе во тој период биле со восклик и со радост Како, ги на чекаат. пример, потомците на Никола Карев, на Питу Окей, Гули, окей, сега. на револуционерите Сега, други. ако гледаме така, тогаш се случува во тој период, сакаме да поставиме една нова историска димензија или прашање дека се случува една граѓанска војна, условно кажано, во Вардарска Македонија меѓу одредено население Видете, домицилно за да тука има кој- граѓанска Не, војна треба масовно учество во Ако неа. нема врска, но ве сакам да сваќам кажам, што мислите, судирот да, меѓу да. ние што викаме бугарската фашистичка окупација, тоа се домицилни од Вардарска Македонија луѓе кои со децени живееле тука и се сметале за етнички бугари, против некои кои се бореле на страната на партизаните. Значи тоа е веќе ново толкување во историјата за кое мене ако ме прашате треба и тоа да се отвори како процес во целата македонска јавност со релевантни историчари. Јас сум секогаш против. Секогаш Ан Бланко да се отврлаат тези. Историјата е не учителка на животот. Значи историјата е океан кој изискува многу темелно проучување и филозофско размислување, дури би рекол и логицирање, Но исто околу така- сите, само извинете, историски настани, бидејќи може од сите гледни точки тие да бидат толкувани. Значи не треба нас да ни се ежи кожата ако некој историчар во Македонија излезе и даде некоја теза на која треба да му се Колега, аргументира. може ли што те прашам? Ајде кажете. Србите го имаат Лјотич. Така ли е? Србите не Кој ме фашизам и го имаат и Недич кој Квислинг. Добро.
Хрватите да не зборам, Добро. словенците го имаат рупник, и плюс словенците имаат и плава гарда која била за краља и отачбина. Сина гара. Ние Добро, господин Казура, ве молам, овие навистина се дегутантни, овие македонскиот јазик но го во ред, штитиме, но нели? секој зборува различно. Може би ја користам значи српски вие термини. одлично Добро, зборувате. некогаш И користам. господинот Не е во ред Благочиć сега така. ова, да. Нема врска. Ајде, сега да не разбирам. Сакате да кажете некој у дистант Македонија такво нешто нема. Добро. Ние немаме квислинички формации, немаме ни квислиничка влада. Ама видете. Дозволи. Ајде. Некаде при крајот германците го се обидуваат да направат нешто, Добро. но не успева. Значи, Алудирате за создавање на независна македонска држава со Ванчо Михаилов на 8 септември, тоа ви е Видете, ваша ова пак е алузија. надвор од тема. Добро, Да. ајде докажете. Добро, да, значи, отприлика. ние немаме, вие велите 60% од Не, населението. тоа не сум го кажал. Не, Сум кажал. господинот, Не 60% од 60% од населението. населението, туку тие единици и администрацијата во толкав процент е пополнета од местно чудно население. немало, на пример, у Дебармал е утепан А добро, тие што бегаат од албанските балисти, зошто бегаат Да, но во исто Вардарска така, Македонија господине под бугарска Канзуров, власт? факт е дека Македонија Зошто ослободува Михајло Апостолски, Молам? Михајло Апостолски, македонски генерал на чело на Да, македонските партизани. но дава ја молба да ослободува стане Македонија. бугарски офицер, каде што се потпишува дека е бугарин. И разочаран затоа што му предлагаат еден чин понизок отколку во кралската југословенска војска, тогаш станува партизан. А во неговите спомени ќе видите пишува дека многу бил тажен кога се разбрало дека е убиен некој голем револуционер, тој вели Попорушев. А Попорушев е Тодор Александров. Употребува презиме кое е многу малку или воопшто непознато под таткото на Тодор Александров, за да се заштити во овие југословенскиот историски факти на систем. бугарската историографија. Тоа е, значи не ја Апостолски познавам е еден вид фурнаджиска лопата. И не можам да дебатирам со да или не. Промотор Но- на шовинизмот кон бугарскиот народ, чии ропе и господин Да, но видите, Може тоа е да. сега толкување, но сепак факт е дека завршува како македонец, начало на македонските Нема проблем со партизани. тоа, нема проблем, да. И И ослободува сега Македонија. Инок едно мало мнозинското население интермецо. во Македонија Бугарската сега се чувствуваат академија на македонци, науките, тоа е завршена работа. Завршена работа и Но реверзибилен тоа процес. што рековте вие за екзархијата, треба да се каже дека тие преродбеници кои ние ги учиме како позитивни, тие ја основале бугарската екзархија. Затоа што биле бугари. Значи, добро. Тоа е. Но знаете што, тоа сега е. доколку одиме по оваа логика, она што ви го поставив преска, пред малку, на тоа како да ја толкуваме историјата и дали мора да се договориме како да ја толкуваме. сега ја кажа. Сега ќе имаме ситуација, да речеме, кога Србија еден ден ќе треба да влезе во Европската унија, дека Хрватска ќе постави услов, ќе каже не, вие мора во вашите учебници да кажете дека вие сте биле агресори, дека вие сте ја окупирале Република Хрватска, дека ние сме ја ослободиле Република Хрватска, па после ќе влезете. Значи ќе се сочиме И со така ќе такви биде. апсурди и тоа ќе биде до Да, ама до видете, бескрај, ме разбирате? видете, јас ви го објаснив судскиот процес, каде што тој што ја промовира лагата, го набедува Знаете тој што ја промовира вистината, нали Но се тоа е работи за релативно, индивидуални тоа е- човекови права. но тоа е сега- Значи, тој тип каде што му негирате идентитет на еден човек, историска личност како Гоце Делчев, не е соодветен со примерот на што се- толкувањето на Океј, Србија и ама не е Хрватска. само Тоа да го ситуација. цитирам нашиот прв председател Киро Глигоров, споредбата не е со ист квалитет. А вас ви е забрането да се декларирате како бугарин? Па индиректно е забрането. Но не Овој е судски официјално процес, забрането. овој судски процес го кажува, штом вие ме најавувате според етничката припадност, тоа добре, ја самото го по кажав себе зошто. покажува Го дека образложи зошто, е еден да, вид но- проблем. А парадоксот е дека токму тие што ја основале екзархијата, ние ги учиме како Но позитивни официјално личности. нема овде По проблем да време се на бивша декларира како Југославија, се ви кажем еден пример. А добро, како Директорот- мислите нема проблем? Па нема. Економскиот- А зошто тогаш кога се пушти таа информација лажна или не дека Љупчо Ѓоргиевски има бугарски пасош, во неговиот двонеделник тогаш форум Сашо Ордановски како главен уредник, секаде кога го објаснуваше периодот кога Љупчо Ѓоргиевски беше премиер, дури и кога објаснуваше за некој негов министер, велеше владата на Љупчо
Љупчо Бугаринот, овој Љупчо Бугаринот. На ист начин Адолф Хитлер во неговата книга Mein Kampf, мојата борба, вели евреинот. Јас зборам за законско правни акти, не за... Да, ма има де факто и де јуре. Пред 15-тина години една група литературни критичарки во Македонија или пред 20-тина рекоа дека начинот кои книги се обработуваат во литературата, каде што главните женски личности, ако воопшто ги има, ретко ги има, се некои несреќни жени, како на пример Ана Каренина, како на пример во романите на Толстој, на Достоевски. Значи во самото образование се создава еден модел за жената кој ја потиснува неа, кој создава еден образ. А никаде не пишува во тој устав дека мажите и жените не се равноправни. Зарем не е разбирливо кога зборуваме за неофицијалниот дел, а не за законско правни акти, во Македонија да постои анимозитет кон бугарската политика, кон некој кој вели ти не постоиш, ти си бугар. Не вели тоа бугарската политика. Тоа го тврди Никола Димитров и тоа не е нормално. Лаже Никола Димитров. Тоа дека ние сме биле порано бугари, вели таткото на Никола Димитров, Димитар Димитров. И Никола Димитров пред неколку години или пред една година, две, кажа дека тој зел литература за Гоце Делчев и дека ќе ја проучи. Каде е сега Никола Димитров за година, две, нема ништо проучено. Ама погрешна е таа теза. Упорно кажува некои погрешни тези. Бугарската зошто владата на Зоран Заев не дозволува бугарски инвестиции? Се извинувам, бугарската... Зошто е сопрен влез на бугарска банка? Сега јас зборувам за формални акти. Бугарската академија на науките вели македонскиот јазик е југозападна писмена оригинална форма на бугарскиот јазик. Добро, нема право да грешат. Грешат, еве, јас не се согласувам. Зошто мене ми го поставувате? Па ве прашам за бугарската... И дури велат таму, тој треба предлага да се нарекува Северно македонски бугарски. Да, и кога некој ќе ти каже... Тоа е најнавредливо, и кога некој ќе ти каже така како овде да не се создава анимозитет. Тоа е грешката на бугарската страна. Но видете, таа декларација на БАН се јави откако неколку дена претходно Ману излезе со декларација каде што сите историски личности кои ги нарекувале македонските дијалекти за бугарски, ги именува како етнички македонци дека се бореле за македонски одделен јазик. Ама тука е проблемот, бе, луѓе Божи. Ама што е навредливо за кого? Навредливо е затоа што Кузман Шапкарев вели дека охридскиот дијалект е бугарски и дека нема македонски јазик. Браќа Миладинови велат, ние сме славјани Българи, не сме грци, македонци. Само сеат нова да. Тоа не е исто. Може само нова. Они не велат дека бугарскиот јазик не постои, дека е дијалект на македонски. Велат, бидејќи тие велат дека во Пиринска Македонија не се зборува бугарски јазик. Може само нова. Велат. Само една мала контрареплика. И да зборам така. Мислам, овој став на Бугарската академија што го прочита ти, тој е последен, не е нов. Да. Тој само се повторува. Овој став на Бугарија е од времето на Тодор Живков. Тодор Живков ја свртува политиката до однос до Македонија. Не знам зашто. Или знам зашто, ali сега не е тоа дебата. Дури има некои работи, ние сме се обиделе преку русите и Брежнев има еднашка е кажано, за се не слушаат, за тоа не слушаат. Значи, тоа е ставот на идејата, мислата, сонот за Сан Стефанска Бугарија бил и ќе биде уште многу години кај Бугарија. Да, како може да зајат тоа што е ограничен, сега е ограничен само на оваа територија на Република Македонија, бидејќи не може во однос до Грција и полека, но сигурно се проширува. Добро, јас само да ви кажам дека емисијата ни е при крај, ни истече времето, ќе ве молам Атанасовски една минута. Значи, да се согласим со ставот дека и Кузман Шапкарев има официјално кажано дека охридскиот говор што го говори е бугарски јазик. Зошто денеска тоа да се зема како поидовна точка дека ете не суштество и постои македонски јазик? Само дозволе. Не, само дозволе. Дали во научно-интелектуални кругови од лингвистички аспект не е утврдено во цел свет дека јазикот е социоконструктивистичка творба која се создава на одредена територија и државна заедница во даден историски момент. Сега,
Ако во 19 век Македонија не создала држава, создала во 1944, логично би било да се кодифицира македонски Добро, јазик. ако се создала држава или автономија, ќе се создадеше македонски Ќе јазик? се создало. Па Во немаше да 19 се век. создаде. Еве Зашто во да не се Кипар создаде? зборуваат на грчки Ама јазик. чекај, например, На Косово зборуваат албански. Добро, тоа се исклучоци. Да. Еве сега се создаде црногорски јазик. Тоа сакам Во Босна да и Херцеговина се создаде боšnjački. Да, ќе се создаде. Да. Босански Значи се тоа зема. босански. Ама немојте да велите дека во таа замислена дури и на ВМРО обединета Добро. комунистичката пред 34-та дека ќе се зборуваше за македонски јазик. Добро, да се мислите А што дека ќе ќе се се зборува зборуваше на на бугарски? бугарски? Ама може Димитар видете Влахов беше историја- бугарин. Абе, Тоа и Океј, ама неговиот може син го историјата тврдеше. ќе фатала друг Може тек. би, да, може Тоа е би, тешка може би, хипотеза може би. која не знае. Јас сметам Значи, дека видете, не треба да се негира македонскиот јазик. Видете. Тој екзистира и македонскиот Гледате, само што ова денешен да го народ кажам. екзистира. Нема Значи, проблем околу ние тоа. на Балканот сме тотално подвоени меѓу нас од, да кажам, триењето на големите сили, проучувајќи го периодот на создавање на бугарската држава. Како што го зборите цело време Сан Стефанска Бугарија. Сан Стефанска Бугарија е создадена како противодговор на договорот меѓу рускиот император Александар II и Андраши, тој е министер за надворешни работи на Австро-Унгарија, за создавање на кнежество во Бугарија, во денешните, само да докажам, во денешните граници и создавање на автономно кнежество во Македонија, тоа е договорено 1876 во Ревал, денешен Талин. Како одговор на непочитување од страна на русите, се создава Сан Стефанска Бугарија. Сега правам мала дигресија. Ако по таа хипотетичка ситуација се создало и автономно кнежество Бугарија и автономно кнежество Македонија, кое е било предвидено да биде во тесни царински уни со Австро-Унгарија, ние ќе сме имале сосема друг историски тек Така на е, настани. да. Може ќе сме создале македонски нација и јазик кој ќе бил Но може не на антибугарска Не, основа. па тоа сакам да Тоа е кажам, не проблемот, на антибугарска да. основа. Нашата создавање на нашата политичка нација и јазик во рамките на Југославија создадена за 180 степени како антипод на И бугарската. Ама тоа заборавивте ради да тоа кажете е ради- дека по укинувањето на Сан Стефанскиот договор во Македонија во знак на протест неколку востанија се креваат, каде што востаниците пишуваат Кршленското мислите? не смее со пенкало да се разделува еден народ. Да, Добро. добро. И Македонија е вратена етногеографски после Добро, во мислам рамки дека на Аталански империја. прилично бурнава емисија, можеме вака да ја завршиме со малку Можеме да завршиме само примирени со тонови. уште покажавме, Да. покажавме Добро, дека мислам- дека Македонија Мислам дека е, и знаете, македонците многу- станува збор дека спаѓаме во групата на така наречени неисториски народи. Тоа сме го кажали милион пати и во во Со студио. рамковниот договор Значи, Македонија Вемо, е редефинирана да, да. веќе. Значи, неисториски народ се оние народи кои од својата историја ништо не научиле. Да. И ние сме тоа. За жал, и една Бугарија и бугарскиот народ се многу близко до таа неисториска димензија, бидејќи живеат во сонот на Сан Стефанска Да, Бугарија. добро, да не се Заклучен повторуваме, збор, да не се повторуваме. Само да, 20 да. секунди, Ајде. бидејќи овде има Може. во јавноста и меѓу народот спротивставување и на договорот со Бугарија, и на Преспанскиот договор, и на последните преговори со Бугарија, кои фактички ги нема. Предлагам референдум да се направи и за Преспанскиот договор, и за договорот со Бугарија, и за ова за Гоце Делчев, и тогаш се знае каков ќе биде исходот, тогаш Република Северна Македонија, која е веќе дел од таа оска Тирана, Приштина, Скопје, да бара услови од Бугарија за зачленување во тој Ал-Макос, односно Ал-Ресе. Добро, вие сега одите во други Макос. завери, во ред, а имавме инаку референдум за Преспанскиот, но не излегува да гласа. Да. Добро, веќе архивирано. ви благодарам на сите за нов ова некај. гостување, вие почитувани гледачи. Следевте уште една анализа на телевизија 24, најава за новата сезона. Следете не.